Гостин во Дневникот на телевизија 24, првиот човек на Стопанската комора, господинот Бранко Азевски. Добре дојдовте во Дневникот. Добре најдов. Или добре дојдовме во Стопанската комора, бидејќи овде го правиме овој интервју. Господин Азевски, влегуваме во една сериозна економска енергетска криза, на која што и здравствена. Да, и тоа на некој начин е поврзано со економијата, но она што е индикативно, особено изминатиот период, се апелите на бизнисмените дека доаѓа тешка зима и дека владата мора да превземе навистина некакви мерки. За сега ние не гледаме мерки и покрај тоа што може во јавноста да се прогледа нешто дека нешто се работи, меѓутоа најавите кои што стигнуваат кај некој дел од компаниите, сега можеби се неофицијални, меѓутоа Фени, Бучин, Боров дол и така натаму, се дека веќе дел од тие големи компании не може да го издржат тој притисок. И други компании не може да го издржат енергетскиот притисок. Што правиме? Укажувањата беа точно детерминирани онака како ни доаѓа, бидејќи комората има разгранета мрежа преку која може навремено да добие информации и тоа е нејзината најзначајна функција и најзначајна алатка. Значи, ние прво укажувавме дека ќе дојде до ова, второ, кога видовме дека таа работа не ја перцепира владата, се обидовме со анимација на фирмите пред 6 месеци да ги поттикнеме да собствено го решаваат прашањето со градење на фотоволтаици за собствени потреби. Па после кога и тој процес се најде во една проблематична ситуација, покушаваме да го решиме и денеска ево тука во комората има состанок на таа тема и секој дневно. Отидовме до тоа да нудиме и веќе решенија кои што, да речам, можда не изгледаат логични, меѓутоа ние мора да кажеме дека веќе се наоѓаме во нелогична ситуација. Значи, бидејќи тие апели не беа на време прифаќани, дојдовме во ситуација да се стеснува просторот, а стеснувањето на просторот ти дава што помал број решенија. Во суштина, сега можам да кажам као пресек во овој момент дека тоа е искомплицирано и со парите. Значи, некој ќе рече, ако не знае за што се работи, за парите се работи, затоа што беше најавуван аранжман со ММФ, беше евроврзница во игра и така натаму. Не добивме конкретен одговор. Јас си јавно поставав прашање околу тие транспарентност да се отвори околу тие прашања, затоа што и тие се дел од играта која што треба да биде, на која треба да бидеме припремени во текот на зимскиот период, бидејќи тука ќе вребаат и некои ризици кои што сега не ги земеме во предвид. Значи, максимално ангажирање на капацитетите, да, меѓутоа, дали нашите капацитети се во таква состојба или се во состојба која што можат да направат проблем во текот на таквата експлоатација по целосно оптеретување, и тука треба да се има определени. Какви се нивните реакции? Реакциите морам да кажам дека конечно се постигна она што го сакав од почетокот, а тоа значи да ја свртам целокупната јавност кон тоа прашање, затоа што сите анкети кои што ги направивме во комората во последните 3 месеци зборуваат дека освен прашањето за цената на струјата, ништо друго компаниите во овој момент не ги интересира. Значи, така фокусирано прашање успеавме со помош на јавноста, со нашите тенденции, упорности и така натаму, да ја придобиеме и јавноста, да придобиеме и другите структури во државата, и мислам дека сега е момент во кој што веќе и владата е убедена дека мора да го напушти принципот на поддршка само на граѓанството, него мора да се сврти да го спасува бизнисот. Ќе ве вратам назад на фотоволтаиците. Колку компаниите се сериозно загрозени со цената на струјата, која што е моментално тема број 1 во Европа, вклучително и во Македонија, сметки добиваат компаниите повисоки за 6 пати, некои најавуваат дека ќе стават и клуч на врата. Колку се овие информации дека Фени, Бучин, Боров дол дека веќе се загрозени се компаниите константно една година веќе, не само со ова, со цената на струјата, него и со други неактивности на надлежните државни органи. Вие се сеќавате како во есента минатата година нагло им бе откажувани договорите за склучени за снабдување со операторите, кои што без ikakva санкција ги откажаа договорите и се заминаа од државата или го напуштија бизнисот, и нашето прво барање уште тогаш беше упатено до регулаторната комисија да се промени начинот и дека тие кои што претендираат да работат таа работа, да продаваат струја,
мора да положат гаранција на државата заради ваквите ситуации кои што се случува. Значи, прво беа состојби во кои што ги натеравме компаниите да на раскинатите договори се снаоѓаат кој како може, а тоа знаете дека е неповолна позиција, па да водат постапки против постојниот оператор кој им го откажа договорот. Цело време некако се работеше да нефункционирањето на системот практично ставаше трага кај тоа. Во меѓувреме се зголемуваше, дојде војната со Украина, се зголемуваше цената на електричната енергија, не се реагира навреме да се направат некои оние работи што ние ги предлагавме во делот на зголемување на производството и намалување на потрошувачката. Сега тоа се прави, али сега е веќе, мислам, период во кој што се наоѓаме во тесен простор и дека тоа све кај бизнисот има своји реперкусии парични. Председателе, потенцијално на колку луѓе им се загрозени работните места? Ако дојде до продолжување на војната во Украина, што значи дека се прекине испораката на газ од Русија према Европа, кој што кај нас е традиционален најголем партнер со преку 80% од нашиот извоз. Ако тоа ќе доведе, се предпоставува до енормно зголемување на цената на струјата, во принцип ќе биде загрозена секоја наша компанија. Сега ве прашувам затоа што денеска излезе податокот дека индустријското производство во јули веќе е намалено, намален е бројот на работници во индустријата, доаѓа тешка зима, најтешка последниве 70 години, каде што буквално целиот свет, цела Европа се подготвува. Ние некако се однесуваме, можеби ноншалантно е прегруб збор, меѓутоа сите апели изминатиот период некако дури сега кога почнува да згустува, како да сваќаат зашто се. Тоа го напоменав се јас и во последната моја колумна, дека треба владата од нормалност да премини во една, да речем, ситуација на тревога, која што да и не издрма струјата и поинаку да се постави према работите, и мислам дека тоа во овој момент го имаме на дело. Меѓутоа, тоа, нажалост, ќе биде платено од нашите пари, досегашните каснења и досегашните промашаи што се. Меѓутоа, сакам да кажам дека веќе има затворени фирми во Македонија, дека има во најава на затварање фирми, дека нема ни една гранка, ни една компанија да биде поштедена во тоа, затоа што е енормно покачувањето на цената. Меѓутоа, се разгледуваат и најцрните и најпесимистичките варијанти, тие се неколку. Тоа е едната да дојде, да речем, при најкомплицираните ситуации до затварање на државите, во тој случај се затвори протокот на струјата, што значи дека можеме да дојдеме во ситуација да останеме само на сопственото производство, кое што неколку 42-43% од потребите ги задоволува. Сега владата мислам дека работи на тоа да најде начин да изфинансира една потрошувачка за нормално работење на компаниите во наредниот период до Нова година, која што мора да биде резултат на мобилизирање на целокупните потенцијали што постојат во Македонија за производство на електрична енергија. Па така дојде и до забрзување на овој закон што се донесе сега за малите потрошувачи ќе е пуштен во собраниска процедура. Мислам дека ќе се активираат и други приватни производители на струја, а денеска ево имаме во комората средба со Евана и со локалните самоуправа за наоѓање начин како што побрзо да се приклучат. Колку компании досега затворија, бидејќи споменавте, и колку се веќе под сериозна закана дека ќе стават клучна врата? Она што јас го контролирам, тоа е нашите членки, кај нас од големите компании кои што се над оваа група на под 50 работени, една група над 50 е другата, веќе имаме 10 на 15 компании кои што затвориле. Председателе, малку ме чуди каков е односот на власта кон бизнис секторот. А тие се фокусирани на граѓаните, на нас граѓаните, да, за да обезбедат електрична енергија, меѓутоа сето тоа е еден ланчано врзан момент, бидејќи овде и бизнис врзан и во бројки. Јас точно можам да да кажам дека 650.000 вработени во приватниот сектор се граѓани. Тие не можеме да ги делиме. Значи, тие делат иста судбина. И дома, и каде што остваруваат екзистенцијата. Значи, ние имаме 650.000 вработени во приватниот сектор. Како сега ќе помогнеме на граѓаните, а ќе ги оставиме фирмите да затвараат или да ги отпуштаат истите тие работници?
Со што ќе помогнеме? Значи, тоа е општа тенденција, гледате вие во Европа нема земја која што не помага на приватниот сектор да се извлече во ваква ситуација. А после тоа има начини како тие пари можат да се врастат назад во буџетот. Па вчера видов во Австрија, прочитав дека имаат загуби од не знам колку милиарда, дека се бара помош за австриско, ако не се лажам, дали беше петролеум или газ, не ме држите за збор, прочитав во Германија исто така сериозни компании кои што бараат помош од државата. Станува збор за милиарди суми. Оно што кај нас ние го споменавме, државата на некој начин ја субвенционира струјата за граѓаните и тоа да кажеме можеби во ред за купување на социјален мир. Меѓутоа на крајот од денот пак таа цена на струја ја плаќаат самите граѓани, самите бизнисмени, бизнис секторот, бидејќи ние условно кажано два пати плаќаме. Плаќаме цена која што ќе ни стигне сметката и ја плаќаме оваа субвенционирана за цена на струјата за да не отиде во несвест за граѓаните. Тоа е едниот момент. Другиот момент е што дали ние како држава можеме да кажеме дека сме исправени пред сериозен предизвик. Банкрот е можеби тежок збор, но не успеа еврообразницата. Информациите се дека е голема каматата. Ова со ММФ се бараат, предпоставам, многу отстапки. Никој не говори за сериозни економски проблеми и додека бизнис секторот не го крена гласот и тогаш веќе некако како да почна да се размрадуваат работите. Па јас во целата несреќа која што не снаоѓа и која што го кажува капацитетот на нашата држава за решавање на вакви кризни ситуации, нарочито кои што траат во континуитет, така беше и мојот прв напис во октомври минатата година кога најавив оваа криза дека комета можда нема да не погоди или струјата ќе не дрма во наредниот период. Јас можам да кажам сега неколку констатации. Да, комета не погоди, меѓутоа ние сме во константна криза од 2008 година. Една структура на држава како што е нашата, тоа тешко може да го издржи, тоа е исцрпувачко. И ние на бизнисот треба да гледаме со целосна почит кој што како така успеа да ги задржи работните места и да обезбеди некаков инвестиционен циклус во целиот овој период. Било тоа да се работи странските инвеститори, било домашните и така натаму. Ние економската активност ја задржавме. И сега, кога дојде тој момент на целосна исцрпеност и вакви тешки удари, нема друга алтернатива освен државата да помогне, а после да се ги поврати тие средства. Ние не бегаме од тоа. Ние бараме во моментов ова енормно зголемување кое што не може да се надополни со никаков извоз, со никаква економска активност, со никаква цена, затоа што конкурентноста е врзана за овие енергенси, од ова се погодени сите земји со кои што соработуваме, прашање дали можеш и помош да побараш во овој момент. Суштината на ова што го поставувате вие како проблем, како прашање е тоа дека ние мора да бидеме спремни на секакви варијанти. Председател, нам ни фалат милиарда евра во моментот. Така е. Ние не можеме да земеме обврзница, еврообврзница, каматата е висока, бараме пари од ММФ, ММФ вели во ред, но ќе престанете со партиските вработувања и ние некако се повлекуваме на страна и не знаеме од каде да најдеме пари. Значи да завршам со тоа што сакав да кажам на вашето прашање, во целата оваа ситуација која што е ваква и трагична, гледам една добра работа да конечно ќе сватат и државата и политичките елити кој е бизнисот. Дека ако сега ти затворат 250 компании, ти не можеш тоа да го надополниш. Ќе раздрмаш државата. Сериозна ли е таа опасност да затворат 250 компании? Многу сериозна. Многу сериозна, затоа што ви кажувам, не памтам ситуација во која што еден проблем да стане така доминантен како што е во моментов. Па денеска оваа цена која што имаме на електричната енергија пред 6 месеци беше предвидувана да се достигне тек во јануари. Ама паднаа 2 централи атомски во Франција, Германија најави затварање на 3 за нова година и тоа одма врши притисок. А ние имаме војна на европско тло, имаме ситуација во која што таа војна би продолжила понатака и директно би удирала на овие, да речеме, енергетски проблеми и така натаму и на други комуникацијски проблеми. Не сме структурирани да можеме да издржуваме такви удари, долго време се наоѓаме под удари и затоа е потребно ова што го бараме. Колкава инекција во моментот му е потребна на бизнис секторот, финансиска? Нас ни е потребно да го одржиме производството, да обезбедиме до крајот на годината
подигање на максимално на степенот на производство на сите енергетски капацитети во државата, кое што изразено во пари и во поддршка со кое што државата би може да го обезбеди, не е повеќе од 250 до 300 милиони до крајот на годината. Добро, тоа е во поддигање Значи, тоа значи да изврши интервенција, све да подигне што може на максимално ниво, било приватно, било државно. И се прашањето е колку може тоа да издржи, бидејќи тие се стари капацитети. Тука треба да се додаде сериозна резерва, која што мораш да имаш во тој момент, затоа што ако треба да увезиш во тој момент струја, цената во тој момент е експлозивно висока, ќе мораш некако да тоа, значи мора и тој ризик да биде вкалкулиран, а тој не може бизнисот сам да го издржи. И тоа е ова е до нова година. Така. По нова година, обично на 31 почнува хаосот, кога цената на гасот во прашање, не знаеме како Русија ќе игра, бевме сведоци минатата година што и како се случуваше. По нова година најавите се дека цената на струјата ќе порасне. Да. Тоа значи дека ќе биде исто така дополнителен удар не само врз граѓаните, повторно и врз бизнисот. Значи, ние имаме опции на кои што работиме и разговараме, бараме поддршка од нашите партнерски организации, имаме опции за здружување на наши парични средства со кои што би авансно купувале енергенци што се потребни за нас. Значи, ние не велиме дека нема да ги искористиме нашите резерви, нашите ресурси, ќе се ослониме само на поддршката од државата, него ќе ги ставиме сите тие во функција, а она што заради ненормниот скок на цената што се деси во моментов, што не можеме да го издржиме, ќе го побараме како поддршка од држава. Една од начините за олеснување се фотоволтаиците. И овде, ако разговарате со некој од бизнисмените, ќе ви кажат, оние кои што ставија фотоволтаици заради нерегулирана законска или несредена законска регулатива, вас ви се случува да ви дојде инспекција од УЈП и да ви каже дека сето тоа, дека иако бевте требаше да бидете ослободени, ако не се лажам, од плаќање данок, оние кои што стави и дојде инспекција, па потоа од УЈП си бараат да нека ми даде регулаторот да објаснување или образложение како да постапувам или толкување да даде како да постапувам. И сега вие имате голем дел на фирми кои што сакаа на некој начин со фотоволтаици да нивелираат дел од она што е висока цена на струјата. Тие стојат, меѓутоа не може да ги приклучат. Го имате Евана, имате обвинување дека Евана на некој начин можеби манипулира. Што од сето ова е вистина? Вие споменавте дека има и состанок. Веќе Така, значи одиме сега ред по ред да ги елиминираме сите можни причини кои што доведуваат до тоа. Значи ова група е издвоена до 50 вработени. Сега одиме да видиме со Евана проблемите кои што настануваат, а готово е сигурно и проверено дека сите одобренија и потребни документации се на ниво на локалната самоуправа. Значи, централната власт тука нема некои ингеренции што може да го спречаваат тој процес. Па закажавме за 12 и со локалната самоуправа, така да ќе одиме и со Евана, и со локалната самоуправа, и со ова, цело време со следење на ситуацијата и промена на законската регулатива, што е во интерес на бизнисите, да дојде до што побрзо приклучување. Значи, ние не бараме да тоа остане као трајно решение, ние бараме сега све што може да произведе струја да се стави во функција и со одреден рок да им се даде рок во кој што треба да ја докомплетираат документацијата и да го направат тоа, не избегнувајќи од одговорност ако таква постои. Али, во една ваква ситуација глупаво е да имаш капацитет, а тој да не може да произведува струја, а тој заради определено ограничување или не знам некаква дозвола како гојкаш треба да стои неискористен. Значи се оди на тоа да се максимално искористи све што е можно, а да обврските околу тоа се пролонгираат за некој период во кој што значи тоа не се прогледува низ прсти и затвора процесот, него ќе биде отворен процес во кој што фирмите си прифаќаат да ги задозавршат тие активности. Даночната реформа? Што е сега од еднаш даночна реформа? Ова е како посебно прашање надвор. Од еднаш говориме за даночна реформа во сред криза. Потребно е сега? Насушно или? Јас мислам не, дека е тоа во овој момент, во погрешно време, погрешен потез. Би разбрал да е нормална ситуацијата да се води расправа околу тоа прашање. Тоа е значајно прашање за државата, средување на таа даночна регулатива и така натаму. Ние имаме своји ставови и тие ставови ги изнесовме, меѓутоа нашиот
завршен збор околу ова прашање е да тој пакет мора да се одложи додека трае ова криза со енергијата. Мислам, тоа е непотребно губење на време и трошење и стварање ситуација која што ништо не би решила во овој момент. Се работи за реформи кои би донесле некакво буџетско преструктурирање од 50 на милиони, што не би ништо значило во државата. Вие прашувате како прв човек на Стопанска комора, дали државата е пред банкрот? Не. До колку време може да игра со оваа сума на пари која што има? Па ова ја што го знам може да обезбеди со рационално користење на средства, нормално функционирање на државата, со тоа што е потребно да се калкулира како ризик и да речем ова што го зборувавме за можни компликации во работењето на електроенергетскиот систем. Меѓутоа, девизните резерви, дознаките, состојбата во банкарскиот систем и така натаму, задолженоста вкупна на државата зборува дека далеку сме од таква ситуација. Знаете зашто ве прашав? Вчера се задолживме во Шпарка се 50 милиони плюс не знам уште каде таму. Затоа ве прашав. Да, и тогаш секој логично и реакциите беа на луѓето околу мене дека ова би можело и фирма да се задолжи, не држава, што значи дека не може тоа да го реши прашањето. Меѓутоа, ние знаете дека буџетскиот дефицит програмиран се решава на повеќе начини. Ниеден елемент не зборува за тоа дека е доведена стабилноста финансиска на државата. Ние ќе можеме тоа да го докажеме со врските што стигнуваат во меѓувреме. Ако до тоа дојде нормално, кредиторите ќе си побараат одредени мерки, знаете вие тоа како завршува на меѓународниот финансиски пазар и према државите. Меѓутоа, мислам дека нашата држава се уште не е во таква ситуација и се уште постојат можности за... По нова година ќе биде уште помош? Во кој смисол? Енергетски, економски, во секој смисол. Значи, јас се плашам, затоа ви ја напоменав и на почеток и таа криза, се плашам предвидувањата што дојде од многу умни луѓе на Западот, дека е можно вкрстување на сите кризи во есенскиот период во едно време. Тоа би било ситуација во која што државите како нас тешко ја контролираат таа ситуација, меѓутоа јас можам да кажам дека бизнес секторот во Македонија и покрај проблемите што ги има е жилав. Он се покажа дека во овој временски период на кризи од 2008 година на вамо, дека може да издржи такви удари. Мислам дека ова притисок што се создаде во јавноста и од медиумите, и од коморите, и од бизнес друженијата, и од научните институции и така натаму, создаде еден амбиент да малце поинаку гледаме на работите, а гледаме и конструктивност кај опозицијата да помогне во блокадите во собранието што се врзани за донесувањето на закони кои што ја можат да ја докомплицираат оваа состојба. Така да гледам во последнава недела дена дека некаква мобилизација на сите фактори кои што се потребни во државата, да е принудат владата да ова го земе као приоритетно прашање. Јас се надам дека ќе почне и владата да не биде екскомуницирана од она што се случува во државата. Германија ги представи мерките, а сакам да направам една паралела уште поодамна. Ограничување на грејење и клима, исклучување светла, пократка работна недела, распуст на ученици, премин на нуклеарна енергија, соларни панели. Отприлика така се ги дефинира некако. Можеме ли нешто ние од ова да ископираме? Се чини дека известно. Значи, тоа копирањето беше кај нас направено на претходната седница на владата и гледам дека во социјалните мрежи најде на еден подсмев и така натаму. Јас лично мислам дека не е така, дека ние кај нас последните 30 години политиката на сите политички елити беше на ниска цена на електричната енергија заради заштита на стандардот и потрошувачката, и тоа практично нас не доведе во оваа ситуација во која што се наоѓаме. И затоа треба да почнеме тие лекции да ги учиме од почеток. Јас не би исфрлил ни една од тие мерки, затоа што само неколку примери би кажал. Ако се види центарот на Скопје во зимскиот период, стотина веројатно или 500 чистачки што ги одржаваат зградите, работат во 2 канцеларија, светат сите згради. Немаш канцеларија во која што во центарот на Скопје нема да видиш и радиатор, и фенкојлер, и греалка поставено.
Многу малку се работи на енергетската ефикасност, на обезбедување услови за поинаква, да речам, употреба, односно невозможување на енергијата да се отвараат вратите, прозорите и така натаму, како што знаеме ние да правиме, него на енергетска ефикасност, постигнување од највисок ранг, сметајќи дека тоа е трошок. Така да мислам дека оваа криза ќе донесе низа промени и јас не би се согласил со фактот, јас сум човек што сакам и шала да направам и така натаму, меѓутоа ова не е играчка, ова е сериозна работа која што мора да не поттикне она што не го направивме во изминатиот период да го правиме, а тоа значи бар по 2-3% во годината тој сооднос на обезбедување на енергијата од увоз да биде заменуван со субституција на сопствено производство, за да можеме да дојдеме. Ние ако тоа го правивме изминативе 30 години, сега ќе имавме 100% сопствено производство. А ние цел Балкан единствено станавме да констатираме само дека Република Српска има извоз на електрична енергија, другите сите се наоѓаме во проблеми затоа што тоа беше клучна ставка веројатно во популизмот што владееше на Балканов околу изборите и околу политичките елити. Тоа е таа неодговорност на политичките елити, сиве овие 30 години, сосема за крај прашувам, бидејќи сме долго време, вие сте долго време и во овој дел во Стопанската комора, долго време ги следам случувањата, последна инвестиција е Козија, како не се лажам, кога е во прашање енергетиката. 2002-2003 во Македонија се произведуваше 6000 гигават часови, потоа кога стигнавме ние некаде под 6000, 5800, 700 и 600, како медиуми правевме сериозен аларм и сериозно ги критикувавме властите. Ние денес имаме 3000 и 400, 500, најавите ќе стигнале до 4000 гигават часови и сето тоа не допира до надлежните. Но не се, завршувам, затоа реков, ќе преживееме ли? Бидејќи имаме спојување на економска, здравствена, енергетска криза. Добро е ова прашање да го одговориме. Ќе го одговорам на еден прост и едноставен начин. Не треба во Македонија да се праша председателот на Стопанска комора и децата знаат каква е состојбата во електроенергетскиот систем на Македонија, кој што тотално партизиран, кој што од 2500 вработени со поделбата во 2005 стигна до 7500, кој што и децата знаат какви се партиските колачи се делат таму и какви манипулации се прават во изминатиот период, така да ова ситуација која што е реален одраз на тоа што го имаме и ние мора да ја смениме матрицата тука, затоа што тоа е елемент на кој што почива државата, на кој што почива бизнисот, на кој што почиваме сите ние. Кај да се сврти сега луѓето све гледаат дека и друго да има, да речам, некакво грејно тело кое тоа е сепак врзано за електричната енергија во тој дел. И секаде каде се свртиш ќе видиш дека све е врзано за електричната енергија. Тоа треба да стане алфа и омега и тој систем треба да биде тргнат од рацете на политичките елити, да биде поставен во функција на бизнисот и на професионализмот. А што се однесува до ова што кажавте, дали ќе преживееме, ние мора да јавно им соопштиме на луѓето, јас секогаш нешто кажувам во најави, дека ова криза нема да заврши во април месец. Ова криза ќе потрае енергетска многу подолго и ние мора да се спремиме за тоа. Ние као комора ќе направиме тоа со едукации и со решенија и алатки кои што се познати во нашето работење и кои што компаниите ќе ги свртат сосем во правец на издигнување на ова прашање на врвен приоритет, затоа што во вакви услови во кои што ќе имаме, тој ќе има значајно место и во конкурентската способност на нашата економија, али мислам и луѓето и јавноста и сите треба да бидат свесни дека ова ќе биде проблем кој што мораме да го апсолвираме малку подолго. Благодарам што бевте гостин во Дневникот. Благодарам. Бранко Азевски, прв човек на Стопанската комора на Македонија, гостин во Дневникот на Телевизија 24.